Почитувани наши верни читатели, ви благодарам што од овој момент натака сте и наши верни гледачи низ новиот концепт кој го воведува Охрид Њуз, за кој што во овие видео емисии предвидуваме да ги презентираме луѓето кои што се вистински амбасадори на Охрид, ама пак и ќе ви ги презентираме сите оние кои што се баш на походот на нивната кариера или пак ја шират, ја создаваат уметноста во било која смисла. Денеска не можев да одберам подобар гостин за да поразговараме за Охрид, за музичката сцена во Охрид, бидејќи музиката како движечка сила на целата нација, би рекла, ни е главна мисла. И нас, токму во овие муабети, денеска на муабет велам здраво за вокалот на Бекдор Бенд, Жарко Јакимовски. Жарко, ти благодарам што си дел од овој концепт на Охрид Њуз и ти благодарам што одвои време. 10 години Бекдор Бенд, се појавивте пред 10 години, кога од ова истанца денес гледаш на тие почетоци, на таа една деценија назад. Како сега ги гледаш почетоците? Па, почетоците беа, да речам, повеќе ентузијастички. Никој не очекуваше дека до толку сериозно ќе се занимаваме со музика, значи сите тоа го правевме од хоби, од љубов, ама со тек на време ето прерасна, да речам, и во професија, пошто ние, да речам, на некој начин професионално се бавиме само со тоа. Колку созреавте, колку пораснавте заедно во изминативе 10 години, колку требаше да се научите еден со друг за да функционира Бекдор онака денеска како што функционира? Па, низ годините секако дека сме пораснати во таа смисла, но мислам дека од самиот старт кога ја направивме, да речам, ова денешнава постава, некако сама си кликна на лице место, бидејќи пред тоа имавме и други постави, некои нови, да речам, прапочетоци. И ова ни беше како најнова постава веќе на Бекдор Бенд, што веќе и не е нова 10 години, таа е официјалната, ама пред тоа имаме пробувано и со други членови и не беше баш истата хемија што е сега ова. Велиш, се собравме од кога претходно сите, нели, на разни начини ја изразувавте музиката и она што во вас тлеело како уметност, кога Жаре одлучи дека ќе биде Жаре ова што е денес и дека ќе го движи рок силата? Јас лично мислам дека не одлучив баш за ова. Јас свирев гитара, така помалце во некои бендови и нашиот претходен басист Ринго, тој, да речам, го забележа мојов талент за пеење, тој ме натера фактички да бидам јас пејач во Бекдор Бенд, кога почна Бекдор Бенд. Иначе пред тоа со други бендови свирев само гитара, но не ни знаев дека имам капацитет за да пеам. Што за тебе значи рок музиката? Па можам да речам живот, пошто уште од мал слушав, ако не друго, па после се потрудив ето и активно да научам да свирам инструмент, покасно ето и да пеам, така да цел животот кој знам за мене ми е, да речам, дел од животот. Изминатава година беше тежок период за сите, се најдовме сите во една нова ситуација, наречена пандемија од COVID-19 вирусот, а верувам дека за вас поготово беше навистина тежок, затоа што вие како трио не само што постојано сте дел од свирките низ градот, туку и постојано сте во градското подрачје и уживате во настаните кои што се случува. Како буквално ја преживеавте пандемијата? Па прво, да речам, првите месец-два беа нешто ново и добро во смисла што стварно одморивме и собравме некоја нова енергија. Меѓутоа, како што се одолжуваше сето тоа и нас ни стана веќе неподносливо. Ние не сме навикнати до толку да имаме пауза, да речам, и како што рече и сама, не само во настапи, туку и во животот, пошто ние најшто нокни птици, да речам. Така да сум благодарен на Бога што ево се вративме во некоја си нормала и е многу подобро него таа година и пол, да речам, што помина во некој ето мрак, да го наречем. За време на пандемијата често музичарите пробуваа на некој начин да одржат контакт со публиката преку онлайн стриминзи, преку честа комуникација помеѓу платформите кои што ги нуди 21 век. Како Бекдор Бенд го правеше тоа? Па, на почетокот направивме еден онлайн концерт кај Пеце Настевски во студио. Све беше супер и за нас беше интересна идеја. Меѓутоа, како што врвеше времето, губиш интерес едноставно кога ќе немаш непосреден контакт со публика и живи настапи како што сме сите навикнати ние тоа да го работиме, така да и во тој, да речам, аспект малце
застанавме и во креативен и во продуктивен во секаков вид. И сега, фала Богу, почна работите да се враќаат во нормала, се надеваме дека нели така и ќе продолжи оваа ситуација и вие се вративте на нешто што на вистина многу значеше за вас, арената Борис Трајковски во Скопје пред група на големиот Бора Чорба. Какво искуство беше тоа? Па искуството беше, можам да речам, прекрасно, затоа што од организацијски аспект све беше на ептен, на топ ниво и публиката беше ептен на топ ниво затоа што беше тоа прв концерт после целава работа кога, да речам, не заврши, туку забраните завршија. Публиката беше стварно на едно ептен друго ниво, можем да речам, пошто сите беа гладни за некаков настан, така да беше за нас едно прекрасно искуство и многу возбудливо, да речам. Моментот кога излезе на сцената, што почувствува, како се чувствуваше кога виде таа гледка? Да ти кажам, си се почувствував дека тука ми е местото, затоа што вистина мене тука, и не само мене тука, на сите нас ни е местото на сцена, на бина. Добивте ли некој совет можеби од Бора? Па не можам да речам дека добивме некој совет, добивме така, да речам, позитивни критики, се подруживме малце, али до совет не стигнавме затоа што мислам веројатно си изработивте работата како што треба. Понекогаш можеби мучењето е најдобар совет, знак дека сте направиле нешто добро. Секојдневно сте сега дел од ангажманите, имате свирки, клубовите повторно имаат задоволство да ве гледаат и ете како се одвива летото за Бекдор Бенд? Многу добро, како што реков претходно, исто како и за концертот, луѓето се гладни за забава, за ивенти од секаков вид, така да досега можда и најдобрата сезона ја живееме во таа смисла, во смисла на журките и ивентите. Иначе секогаш биле нашата публика, да речам, знаат што може да очекуваат од нас и стално се позитивни, стално се спремни, така да не можеме да се пожеламе од тој аспектичи. Бекдор Бенд покрај тоа што маестрално ги изведува најголемите рок хитови, има и своји авторски дела. Колку авторски дела имате? Имаме 6 до сега авторски дела, со тоа што од нив една имаме плюс, да речам, паралелно и на англиски јазик, а една е па само на англиски јазик. И сега морам да забележам еден момент на вашите свирки, кои што сите од градот, барем еднаш, ако не повеќе биле дел на свирка на Бекдор Бенд, многу ретко изведувате ваши авторски песни. Зошто? Искрено затоа што мислиме дека не е баш најсоодветно нашата музика да ја презентираме во барови, во локали, не дека е, како да речам, дека е тоа нешто лошо, туку затоа што, пример, како на ивентот со Риблја Чорба или на концертот сега што ќе Аларм, ќе свириме исклучиво авторска музика и мислам дека тие две работи некако е подобро да бидат поделени. Заради тоа што кога ќе дојдат луѓето, пример, во локал, тие идат да слушаат по мое рок музика и да се забавуваат. А тие што ќе дојдат на наш, да речам, концерт, да го наречам, тие идат специјално за нас и за нашата музика. Затоа сакам да се поделени тие работи. Да, јас можам да кажам дека се добро прифатени вашите авторски теми. Се сеќаваме сите на моментот кога излезе на задна врата. Беше тоа еден бум, беше тоа едно искуство кое што навистина одамна не беше видено такво нешто на сцената и мислам дека е потребно да направите нешто ново. Па, ќе направиме тоа сигурно, сме во планава, како што реков, овај период со ковид пандемија, малце и нас на креативен план не забави, малце не умртви, да речам. Имаме планови уште од многу одамна за авторски работи, така да сигурно ќе следуваат, само временски не можам да одредам кога. Жаре, како што спомна и ти самиот си ноќна птица и цело време си дел од градот, она што му се случува на Охрид особено не само во последнава сезона, туку би рекла и во секоја сезона. Охрид слушал добра музика, од секогаш имал желба за добра музика, ама сега имаме некако плејада на различни жанрови, различни изведувачи кои што се тука и некако се случуваат сите во еден момент. Види, Охрид искрено е еден од градовите во Македонија со најдобра сцена, ето ќе наречам, музичка, во смисла
е многу културен град, имат многу добра понуда. Во летниот период, знаеш, имат многу бизнисмени, ето ќе ги наречам, што се трудат во тој краток период да заработат пари на што побрзи начини, што поќе. И така да се трупат и квалитет и неквалитет и се можно на исто место во исто време. И ради тоа се дешава таа експанзија, да речам, налето на секакви артисти. Ке живее ли рок музиката во Охрид и понатака? Секако дека да. Имате една нова генерација што мене многу ми е чест и задоволство што ја продолжува таа, да речам, наша работа и работата на тие што биле пред нас, а исто така имат и нова генерација што се слушатели и уживатели на истата таа музика. Така да мислам дека имат добра иднина, барем во Охрид. Знаете тие нови генерации, нови дечки кои што се појавуваат да се обратат до Бекдор Бенд, да побараат совет, да побараат мислење од вас? Да. Види, ние сме луѓе од градов, со сите сме познаници, ако не повеќе, така да нема некоја однос како пример, ето, луѓе од бендот и обични луѓе. Сите сме обични луѓе, така да во секое време ние сме отворени за комуникација, другаруваме со сите, се дружиме, така да нема никаков проблем. Покрај во Охрид застапени сте во цела држава. Во кој дел од нашава држава се најгладни за рок? Па, мислам дека горе-долу сегде подеднакво е исто. Дали можда дека свириме во локали што нудат таков тип на музика, па публиката е сегде иста. Горе-долу мислам дека сегде е окей. Што следи во идниот период? Аларм Фест, пота? Следи Аларм Фест, потоа имаме на, да речам, настап во Германија во август, па после тоа, освен новие што се локалниве настапи, немаме некој точно зацртан план што би работеле, али секако дека во иднина, како што реков, следува авторска музика. Ќе видиме колку ќе дозволи сега новите услови со пандемијата, можда и некој друг тип на концерт ќе организираме. Се во свое време ќе видиме. Така, најпредстојниот настан кој што следи Аларм Фест, се подготвувате, како ќе настапите, како е вашиот настап за Ќе настапиме со авторска музика, значи исклучиво, како и на сите други, да речам, такви наши јавни настапи од поголем вид, ќе се свириме нашите песни, тоа е тоа. Да ја поканиме публиката, значи Аларм Фест ќе се одржи на 31 јули, така, на градскиот стадион Билјанин извори. И Жаре, би те прашала за крај, што им порачуваш на Ози и на Лазе, останатите двајца членови од бендот, да не заборавиме да ги споменеме, иако се ти вокалистот. Јас само ќе им порачам дека многу ги сакам, многу ги почитувам, голем поздрав до нив. Ти благодарам за гостувањето.